Добро дојдовте во вестите на Канал 8. Министерот за земјоделство Трајан Димковски, директорот на платежната агенција Николче Бабовски беа во работна посета на краварска фарма во Соколарци, во која се набавени високостелни јуници преку мерка од програмата за рурален развој. Беше речено дека се добиваат позитивни ефекти од мерката, а крајна цел е да се набават над 1500 квалитетни грла. Тони Ајтовски со деталите. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски остварија работна посета на Чешиново Облешево, при што посетија и краварска фарма во селото Соколарци, која добила финансиска поддршка од програмата за рурален развој. Беше заклучено дека се добиваат позитивни ефекти од примената на мерката за кофинансирање на набавката на висококвалитетен генетски расплоден материјал во сточарството, а што по барање на сточарите била воведена минатата година. Денеска овдека во Соколарци може да видиме увоз на 96 високопедигрирани стелни јуници, по избор секако на собствениците, бидејќи самите ги бира и увозот и правилата од каде ќе ги увезат. Она што до сега може да кажеме дека од целата мерка некаде 1535 јуници треба да бидат увезени, до денеска се увезени 535 јуници, што значи дека во наредниот период останува некаде уште 1000 јуници да се увезат. Тоа е она според договорите што го имаме. Самата мерка опфаќа покрај стелни јуници, опфаќаат и висококвалитетни раси од овчарско производство, односно од овци и козарство. Така да очекуваме и оваа година по завршувањето на мерката да ги согледаме резултатите и секако продолжуваме со истата мерка и понатаму. Според директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, позитивен е податокот дека апликација поднеле 2 жени кои се носители на земјоделски стопанства, што значи дека и руралните жени се охрабруваат да се занимаваат со сточарство и да ги користат мерките од програмите. Токму овде во Соколарци имаме пример на 2 жени, фармери, кои што увезоја високостелни педигрирани јуници, како што кажа министерот, за зголемување и на генетскиот потенцијал, меѓутоа и на производството на млеко во овај регион. Навистина, во огласот во 2019 за увоз на педигриран добиток, ние склучивме како агенција 68 договори во висина од 135,5 милиони денари, од кои 2 проекти се токму овде во ова населено место. Билјана Трпеска. Јас сум жител на Скопје, ама се решив да инвестирам во селото Соколарци. Поттик ми беше поради долго време невработена. Истражувавме со моите синови што е најопходно и што е најпотребно за една инвестиција и се решивме на увоз на педигрирани јуници. Сега моментално на овие што се сега оттелени, просекот е 30 литри млеко. Сега понатака веруваме дека ќе биде поише. Во рамки на посетата на министерот и директорот на платежната агенција беше заклучено дека поддршката за отворање нови фарми ќе значи развој на руралните средини, но и отворање на нови работни места. Во Македонија не е регистрирана појава на африканска чума кај свињите, но мерката за одстрел на диви свињи останува во важност и понатаму. Ова го нагласи министерот за земјоделство Димковски, при што најави и други мерки за заштита од болеста. Во нашата држава не е регистрирана појава на болеста африканска чума кај дивите свињи, но мерката за одстрел останува во важност како превентива. Целта е да се спречи каква била можност за внесување на можните причинители на заразата, што за сега успешно се контролира. Ова го истакна министерот за земјоделство Трајан Димковски при посетата на сточарската фарма во Соколарци, при што нагласи дека тековно се следи состојбата и се соработува со другите надлежни институции. Пред 2 дена имавме состанок исто така со Агенцијата за храна и ветерина и Ловечката федерација, токму согледувајќи ги резултатите од она што беше воведено, до кај сме сега, како би продолжиле. Значи се уште е на сила она одстрел кој што нема во моментот ограничување. Идејата ни беше да видиме до каде и колку.
Она што ги добивме како информација, би сакал да кажем од Агенцијата за храна и ветеринарство, дека досега кај нив се пријавени 1000 отстрелани свињи, каде што на сите примероци што е направена анализа, сите се негативни, што значи дека немаме појава кај нас на дивите свињи од ова што е од африканска свинска чума. Знаеме дека во Бугарија што се случува, сепак тоа е една сериозна болест која што досега се уште нема лек и затоа нашите мерки беа превентивни. Го започнавме отстрелот многу порано. Сега очекуваме и мислењето од Ловечката федерација да видиме кога тоа би застанало и со какви мерки би се соочило. Поддршката која што имаме ние преку програмата за директни плаќања, тоа е до 3000 денари за предадени, зборуваме за домашни свињи. Таа си тече, ќе продолжи и понатаму. Она што исто сакаме, односно преку Агенцијата за храна и ветеринарство се планирани и одредена поддршка за воведување на биосигурносни мерки на самите фарми, бидејќи сепак заштитата за ова е исто така многу битна. Она што е веќе на сила, односно што ги направивме веќе во август, се уште важат сите мерки. И очекуваме само да го видиме мислењето на Ловечката федерација, нивните бројки што укажуваат. Министерот Димковски додаде дека се разгледуваат и ефектите и можностите за воведување на мерка за контрола или пак забрана на трговијата и транспортот на свињи во државата. Освен тоа, останува и апелот до царинските службеници за поголема контрола на личниот багаж на патниците, за да се спречат можни причини за пренос на болеста кај нас. Градоначалникот Ивица Димитров со апел за поддршка на опожарените семејства во Блатец. Тој ги посети браќата Глигор и Јован Симонски, чија куќа изгоре во пожар кој избувнал пред 2 дена. Истиот најверојатно е предизвикан од запален оџак, а направена е огромна материјална штета. Повеќе од 50.000 евра е правичната неофицијална проценка од штетата која ја предизвикал пожар во 2 семејни куќи во село Блатец на браќата Глигор и Јован Симонски. Пожарот кој избувнал завчера во раните утрински часови целосно го уништи домот на постариот брат Јован, а огромна е штетата и во куќата на помладиот брат Глигор, кој пред неколку дена пристигнал од Германија. Од куќата која летото комплетно ја реновирал, сега ги гледаше само остатоците од скапиот мебел на горниот спрат. Ја реконструирал за да можат пензионерските денови да ги поминуваат во родното Блатец, а тука на лето да уживаат и неговите внуци. Но гледката е повеќе од трагична. Ни солзи, нивната сестра Марија Симонска, која живеела во старата куќа на помладиот брат, раскажуваше дека пожарот најверојатно избувнал од оџакот, кој соседите го забележале уште во 9 часот навечер дека фрла искри. Но трската во стариот дел од куќата утрината пред 6 часот пламнала и целосно ги зафатила двете куќи на двајцата браќа. Изгледа некоја искрено дела од оџакот се изгледа од оџакот е. Оџакот чуреше, она деме те моравчето тука дојде, таа комшиката дојде зашто тоа ништо не. И дојде он заедно дојдеме, она ојде ни ги скорна. И јас дојдех на тука ја повикнах и излезна она оџаците чуреаш. И после ние си ојдеме и она цела ноќ тлело како е правило и сабале у 15 за 6. И 15 за 6 веќе пламнал. Градоначалникот Ивица Димитров ги посети и им понуди конкретна помош на семејствата и побара од нив да отворат жиросметки за да може граѓаните со своја донација да помогнат во обновувањето на домовите на Симонски. Денес сме во посета на село Блатец, поточно на опожарените 2 куќи кои што се случија пред 2 дена, а на семејствата си Симонски. Ние како општина дојдовме да увидиме штетата, да им помогнеме на овие 2 семејства. Меѓутоа им кажавме да си отворат жиросметка, да поднесат барање до општината и ние колку што сме во можност ќе им помогнеме на овие 2 семејства. Ова е голема штета за овие 2 куќи, за овие 2 семејства, бидејќи штета се проценува некаде повеќе од 50.000 евра. Деновиве се очекува да се организираат и акции со кои би се помогнало да се санираат штетите и да се преземаат конкретни мерки за поддршка на овие 2 фамилии. Од територијалната противпожарна единица во Виница, која интервенирала со 10 пожарникари и 4 цистерни, вела дека пожара од вакви размери одамна не се памети на овие простори.
Општинската организација на СДСМ од Кочани организираше пресконференција во врска со направените реформи и преземените мерки за социјална заштита на населението во изминатиот 2,5 годишен период. При тоа беше нагласено дека е направена целосна преобразба на досегашниот систем за социјална заштита и е постигната поголема социјална правда. До сега над 4000 возрастни стари лица користат социјална пензија. Се работи за лица со возраст над 65 години, кои досега живееле на маргините на општеството и со оваа реформа им се овозможува месечен приход до 6000 денари. Право на надоместок за социјална сигурност имаат стари лица кои што се државјани на Република Северна Македонија, најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги и лицата без ден работен стаж. Социјалната помош, односно правото на гарантирана минимална помош, како што е предвидено согласно новиот закон, е покачена за рекордни 300%, со што условите за живот на корисниците значително се подобрени. А за сите работоспособни приматели предвидена е активација на пазарот на трудот со цел нивно трајно извлекување од сиромаштијата. Не само што е воведен минимален адекватен приход или повеќе средства кај најсиромашните, туку се воведени и услуги кои што директно овие лица ќе ги носат до вработување. А децата од предучилишно образование со цел образовен систем и при тоа со социјална реформа, пристапот до детски и образовен додаток се зголемува за 20 пати повеќе деца. Со Законот за социјална заштита унапредени се лица и овозможени подобри услови за лица со попреченост. Постојат можности да се користат и следниве услуги на лица со попреченост, а тоа се лична асистенција и услугата домашна нега. Дополнително, право на попреченост е проширено и за лица со интелектуална попреченост, додека додатокот за надоместок за плата на скратено работно време на родител кој чува дете со попреченост е зголемен и изнесува до 50% од просечната нето плата. Со покачувањето на просек од околу 26% на парите за социјалната сфера, вратено е достоинството на социјалните работници. Уште во сабота ќе може да се пријават момчињата за учество во чинот на потопување на Светиот Крст во водите на Кочанска река по повод христијанскиот празник Богојавление Водици. Потопувањето ќе се одржи во 11 часот и 30 минути на мостот кај градскиот парк. Уште во сабота ќе можат заинтересираните момчиња да се пријавуваат за учество во чинот на потопување на Светиот Крст во водите на Кочанска река. Православните верници в недела на 19 јануари го празнуваат големиот христијански празник Богојавление Водици. Празник кој е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Во чест на празникот, традиционално во реките се потопува Светиот Крст, а по него скокаат верници кои претходно се пријавени во црковните храмови. Во Кочанскиот црковен храм Свети Великомачани Ѓорги, Светиот Крст ќе се потопува во Кочанска река кај мостот на градскиот парк, а чинот ќе биде извршен од страна на митрополитот Брегалнички Иларион. Светата православна црква во недела го чествува споменот на Христовото крштение, празник од големо значење за нас православните, бидејќи на овој ден нашиот Господ и Спасител Исус Христос е крстен во реката Јордан од страна на Светиот Јован Крстител и Претеча. Овој празник е народот исто така е познат и како Водици. Поради тоа во недела со почеток во 7 часот ќе има празнично утрено богослужение, Света Василиева литургија, а нели по традиција по завршувањето на литургијата свештенството заедно со верниот народ овде присутен со литија ќе се упати до водите на Кочанската река кај градскиот парк, каде што нели по традиција ќе биде потопен честниот и животворен крст од страна на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господинот Иларион.
Потопувањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со неговото потопување водите се осветуваат и стануваат лековити. Најсреќниот кој ќе го фати крстот од православниот храм ќе добие подарок Библија, а други поголеми подароци и годинава ќе нема, со цел на чинот на потопување да му се даде христијанска димензија, а не да се учествува заради подароци. Со завршувањето на овој голем христијански празник завршуваат така наречените некрстени денови. Ден пред големиот христијански празник Богојавление Водици, на празникот наречен Водокрст, секоја година се извршува голем богојавленски водосвет. Во Кочанската црква на Водици ќе биде отслужена утрена со литургија која ќе започне во 8 часот и 30 минути. По незиното завршување традиционално ќе има лицитација на икони, пошто со Литија сите верници ќе се упатат на мостот кај паркот, каде во водите на Кочанска река ќе биде извршен чинот на потопување на крстот. На литургијата в недела на 19 јануари во Кочанската црква ќе пее хорот при Лесновскиот манастир Света Лидија Македонска. И во Виница по повод празникот Богојавление Водици в недела ќе се изврши богојавленски водосвет и ќе се положи светиот крст во осветените води. Во Виница чинот на полагање на светиот крст ќе се изврши во водите на Виничка река, кај местото викано Ширината, со почеток во 10 часот и 30 минути. Во останатите населени места распоредот е следниот: Свети пророк Ирија во село Блатец 9:30, Свети Јоаким Осоговски во село Јакимово во 10 часот, Света Богородица во село Драгобраште 9:30, Света Троица село Трсино во 12 часот, Света Петка и Стибања 10:30, Свети Јован Крстител во село Леске 8:30 часот, Свети пророк Илија село Градец 12 часот, Рождество на Пресвета Богородица село Пеклани во 8 часот, Свето Вознесение Христово Липец 12 часот. Преку изложба на карикатури, авторката Ленче Стоименова го исмејува и представува општеството во кое живееме, влезот во Европската Унија, како и предизборието и препекувањата на политичките партии. Отворена изложба на карикатури и афоризми во Центарот за култура Бели Мокри. Изложба на карикатури и афоризми под наслов "Смееш да се смееш" од Ленче Стоименова беше отворена во Центарот за култура Бели Мокри. Водител беше Севдалина Станкова, а Стоименова преку карикатурите го исмејува и со иронија представува дел од секојдневниот живот на македонскиот народ и политичките случувања во државата. Во карикатурите на Ленче се опишани недостатоците во општеството, неправилностите во секојдневното живење, смешни, згодни и незгодни ситуации. Некаде околу 50-на може би се, тоа е многу мал дел од мојот широк опус на карикатури, ги одбравме за оваа изложба. Овде, бидејќи времето е сега такво предновогодишно, имаме нова година, актуелно е влезот во Европа, актуелни се сега изборна година е и сите згоди и незгоди кои ни се случуваат во животот секојдневно. Има од се по нешто. Има и сатира, и иронија, има и вистина, има и тажна вистина, има и болна вистина. Бидејќи карикатурата е нели слика, а сликата кажува и заменува 1000 зборови. Оваа изложба не е само изложба на карикатури, подкрепена е со афоризми. До 19 јануари се некрстени денови. Афоризмите се со блага нишка на еротика, бидејќи и деновите се такви. Ќе продолжам и со карикатурата и со афоризмот, па ќе видиме докаде ќе стасам. Карикатуристот Миро Ѓеоргиевски за Ленче Стоименова ќе рече дека е писател, поет, афористичар, илустратор, карикатурист. Во секоја од наведените области на уметноста, интересна, актуелна и блиска до оној кој ги конзумира нејзините дарби. Времето, поточно не времето во кое живееме, за луѓето што се занимаваат со карикатура и афоризам е речиси измислено. Полно со настани, предизвици, ситуации и личности кои просто плачат да бидат тема, а Ленче знае многу убаво сето тоа да го перципира и со нејзиниот цртеж и збор да предизвика смеа, но и тага за сето она што ни се случува. Ленче е редовен учесник на голем број изложби, литературни читања. Карикатурата што ја работи таа представува компилација на убаво осмислена приказна, многу често составена во форма на афоризам и цртеж, кој на прв поглед делува едноставно и наивно. Афоризмот кој представува можеби една од најтешките литературни форми, Ленче умно и вешто го користи отсликувајќи ги избеднувањата во матните и разбранувани води на политиката, животот и секојдневието. Нејзините афоризми се секогаш актуелни и интересни за слушателите. На изложбата нејзиниот сопруг беше задолжен за музиката и свиреше на гитара.
Почитувани, тоа беа содржините во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.